Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција се уште не ги потврдува информациите кои вчера во телевизиско интервју ги изнесе министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој рече дека 10 лица добиле кривични пријави за случајот со марихуаната. Како што вчера изјави Тошковски, постојат сомнежи дека овие лица биле вклучени во транспортот на марихуаната во Србија. За две од нив обвинителството потврди дека се наоѓаат во притвор, но за останатите 8 барем до овој момент нема никакви информации. Од основното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција велат дека со своји соопштенија ќе излезат во текот на денот. Вчера и премиерот Мицковски изјави дека големи се шансите марихуаната во Србија да влегла од Македонија, објаснувајќи дека контролата на влезот во Србија ја прават српските служби поради посебниот систем на граничниот премин со едно застанување. Српските власти пред нешто повеќе од 2 недели запленија 5 тони марихуана и приведоа лице кое поседува плантажа за легално производство во Македонија. По ова следеше голема акција на надлежните институции во земјава, пошто беа запленети огромни количини на марихуана. Владата донесе одлука со која ги задолжи инспекциите да извршат контрола во секој од производните капацитети кои имаат добиено лиценца за легално производство. Обвинителката Ленче Ристовска во писмено соопштение реагира откако премиерот Мицковски вчера рече дека таа не е во игра за нов државен јавен обвинител и покрај тоа што добила позитивно мислење од Советот на јавни обвинители. Како кандидат однапред се исклучува без анализа на на неговата програма и професионален пат, тоа отвора прашања за природата на критериумите што се применуваат. Уверена сум дека изборот вакво значење мора да биде заснован на квалитета, не на подобност. Професионалците во системот мора да знаат дека нивниот труд и стручност се единствената валута што треба да одлучува. Во спротивно ризикуваме да испратиме порака дека без разлика на компетентноста, подобноста е примарна, а тоа не е патот по кој треба да се движи едно демократско општество, се наведува во реакцијата која што ја испрати Ристовска. Премиерот вчера рече дека воопшто не го добил извештајот на Советот на јавни обвинители, но додаде дека Ристовска не е во игра за оваа позиција. Таа беше дел од неславното специјално обвинителство, чиј главен обвинител ја заврши кариерата со затворска казна. Промената на јавниот обвинител беше политичка цел на Мицковски за воспоставување целосна контрола врз судството и обвинителството, констатира од СДСМ во писмено соопштение, критикувајќи одлуката на премиерот да ја елиминира поранешната обвинителка на СЈО. Иако Ристовска доби максимални 10 од 10 поени од Советот на јавни обвинители и позитивна оценка за својата професионалност и стручност, Мицковски сам одлучува дека таа не е во игра во живо на телевизија. Независен јавен обвинител не му одговара на Мицковски затоа што не може да го контролира. Професионалец со интегритет не му се вклопува во концептот. Медиумскиот октопот на Орбан во Македонија и неговите 40% медиуми што ги контролира, веќе ја слават елиминацијата на Ристовска, порача од СДСМ во своето соопштение испратено утро. Нова тема реакција од владачката ВМРО-ДПМН, од каде и порачаа на Ристовска да престане да лобира кај функционери на ВМРО-ДПМН, бидејќи како што велат тоа време поминало. Ова се други времења и потребни се интегритет, професионалност, одговорност. Дури и во МАМАС, како фирма, примале лица со повисоки критериуми од критериумите кои ги практикувале при прием на кадри во СЈО. Чудно е од друга страна пак што ист човек во својата приватна фирма МАМАС да прима луѓе по одредени критериуми, а кога бирал за државно обвинителство примал луѓе кои безпоговорно го слушаат и без никакви критериуми. Инаку мора да сме искрени, подобноста е најсилниот атрибут и особина на Ристовска и нејзиниот неизбор е токму сигнал дека тоа овде не е пресудно, туку далеку поразлични и побитни критериуми, се вели во соопштението кое што го испратија од ВМРО-ДПМН. Вредноста на синдикалната минимална кошница за месец февруари оваа година изнесува 67.382 денари, пресмета Сојузот на синдикати. Таа споредена со вредноста на синдикалната минимална кошничка од месец јануари е зголемена за 965 денари, соопшти утрово од синдикатот. Речиси целата оваа сума или 945 денари според синдикатот се должи на поскапувањето на храната. Кај останатите ставки речиси и да нема никакви промени. Од
синдикатот пресметале дека ако 4-членото семејство живее во изнаемен стан, за да го помине месецот, му требаат уште дополнителни 350 евра, па во таква ситуација вкупната сума на синдикалната кошничка би се зголемила на 82.757 денари. За 24 месеци, односно онолку време колку што одбиваат да зголемат минималната плата, вредноста на синдикалната минимална кошница е зголемена за повеќе од 10.000 денари и затоа, наместо да се препукуваат на грбот на работниците во парламентот и политичките партии да застанат со нив, да изгласаат новата минимална плата која треба да изнесува 600 евра и да ги зголемат сите останати плати за најмалку 6.000 денари, затоа што животот очигледно е дека само за функционерите и за газдите е добар во Македонија, додека работниците тонат во сиромаштија. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски на социјалните мрежи објави дека денеска телефонски разговарал со новоименуваната шефица на бугарската дипломатија Надежда Неински. Упатив искрени честитки по повод нејзиното именување и посакав успех во извршувањето на функцијата. Во разговорот нагласив дека односите меѓу двете земји треба да се градат врз принципите на добрососедството, пријателството и конструктивна соработка. Воедно иницирав билатерална средба која би се реализирала во наредниот период, напиша министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски на социјалните мрежи. На правниот факултет во Скопје во тек е научно-стручна расправа по предлог законот за помилување во организација на Сдруженијето за кривично право и криминологија на Македонија и факултетот. На расправата најавени се обраќања на председателката Гордана Силјановска-Давкова, министерот за правда Филков, деканот Сашо Ѓоргиевски и председателката на Сдруженијето Александра Груевска-Дракулевски. Целта на предлог законот е да се воспостави јасна, транспарентна и временски ограничена постапка за помилување. Со предложените измени, председателот ќе може да даде помилување само за санкцијата, но не и за кривично гонење на поименично определени лица, со што практично се укинува аболицијата. Предвидени се и кратки рокови за институциите кои што се вклучени во целата постапка. Од расправата се очекуваат заклучоци кои ќе бидат доставени до Министерството за правда за унапредување на текстот на законот. А на агендата на председателката Силјановска вечерва и обраќањето на отворањето на меѓународната конференција насловена Европската иднина на Западен Балкан, политичка интеграција, регионална соработка и економска отпорност во време на глобални предизвици. Како што утрово информираше председателскиот кабинет, конференцијата е во организација на Паневропската унија на Македонија во соработка со Паневропската унија на Австрија и Институтот на регионите на Европа од Салцбург. На свеченото отворање најавено е обраќање на председателот на Паневропската унија на Македонија Андреј Лепавцов, австрискиот амбасадор Памер, како и представници на меѓународната Паневропска унија и уште неколку слични организации. Ке го следиме овој настан, детали ќе имаме во вечерните изданија. Центарот за управување со кризи информира дека поради врнежите од дожд и снег во изминатите 24 часа на повеќе локации е забележано значително зголемување на водостоите на реките. Состојбата се следи континуирано, а надлежните служби постапуваат согласно потребите кои што се јавуваат на терен. Според информациите од ЦУК во Битолско, во близина на Хераклеа, регистрирано е излевање на Сива река, а значително зголемен е водостојот на Кратовска и на Крива река во Кратово, како и на реката Црна во Демир-Хисарскиот регион. За сега овде не се забележани излевања. Во Кичево 250 лица и натаму остануваат сместени во локалната спортска сала, а екипи на комуналните служби работат на расчистување и продлабочување на речното корито на Зајашка река, како и на чистење на канализационата мрежа, додека општинските служби испумпуваат на собрана вода од подрумите. Кочани ќе биде првата општина која ќе добие целосно бесплатен јавен интернет. Мрежата ќе биде достапна на јавните места, плоштадите, парковите, библиотеките, сите училишта и културни институции. Станува збор за проект со кој ќе се воведува ваков вид на интернет во 64 општини. Нашиот штипски дописник Трајан Ристовски е на оваа тема. Кочани е првата општина во земјава каде што ќе биде воспоставена бесплатна интернет мрежа. Проектот има за цел да ја подобри дигиталната поврзаност на граѓаните на локации каде што тие најчесто престојуваат, учат, работат и се социјализираат. Со неа се овозможува бесплатен јавен интернет во 64 општини, односно пристап до интернет на плоштади, паркови, библиотеки, училишта и културни институции.
Министерството за дигитална трансформација активно го координираше процесот за граѓаните да имаат можност за полесен пристап до дигитални услуги и информации, за поддршка на образованието и учењето, за помош на локалните бизниси и подобро искуство за посетителите на нашите градови и најважно за намалување на дигиталниот јаз и поголемата социјална вклученост. Кочани е почетна точка на иницијативата Wi-Fi за Западен Балкан во Македонија. Градоначалникот Владко Грозданов истакна дека на овој начин се овозможува безбеден, стабилен и квалитетен интернет пристап за младите, но и за сите жители. Особено значајно е што оваа иницијатива придонесува кон социјална инклузија, обезбедува еднаков пристап и еднаков силен интернет до сите без разлика на возраст, социјален статус и економски можности. Општина Кочани потпиша меморандум со кој се обврзува да го одржува системот и по истекот на првичните 18 месеци, период во кој трошоците се покриени од донаторите. За Сител, Трајан Ристовски.